Историскиот лик на Костасо Лефрацин, од неговото раѓање па се до неговата смрт, прикажан низ различни историски премрежја, настани од периодот пред Втората светска војна и за време на Втората светска војна, поставен на филмското платно. Станува збор за играна серија од 10 епизоди, која во Битола се снима на неколку локации од 20 октомври, а снимањето треба да заврши кон средината на овој месец. Голем број актери учествуваат под палката на режисерот Николче Поповски, кој се зафати за ова дело и го овековечи ликот и делото на Рацин. Приказната која започнува далечната 1908 година, завршува 1943-та, говори за животот и делата на нашиот најголем поет, еден од најголемите наши поети Коча Рацин, и при тоа го опфаќа еден наш синдром кој што можеби и ден денес се провлекува, а тоа е дека за жал доста често ние како народ сме знаеле да ги маргинализираме оние што на нас најмногу можат да ни помогнат и најмногу можат да допринесат за самите нас. Не можев да најдам ништо подетално, само генералии за тоа кој бил Костасо Лефрацин, но сега, откако ја добив улогата да го играм, се восхитувам на овој човек кој не бил само поет, туку нешто многу повеќе. Рацин треба да се слави сега уште повеќе бидејќи е поет од рангот на Есенин. Ова се споровите на главниот лик во серијата. Тој поетски негов дел произлегол од се останато што му се десило во неговиот живот. Неговата поезија е ангажирана поезија. Он пишува за маката на работникот и всушност пишува за тоа што он го преживеал. И некако ми е чудно како после толку тортури, измачувања, во него има уште љубов кон човекот и кон општеството. И некако ми е чест што го играм, го гледам сега како херој, не како поет и револуционер, него како херој на македонскиот народ и на македонската држава. Продукцијата на серијата ја водат Владимир Анастасов и Ангела Несторовска од продуцентската куќа Сектор Филм. Голема поддршка на Агенцијата за филм и на Министерството за култура што дадо иницијатива за прв пат да финансираат една ваква серија, значи драмска серија од 10 епизоди. Голема благодарност до актерите кои што беа доблесни да учествуваат и секако на целата екипа. Се надевам дека овој тренд ќе продолжи понатака во наредните сезони. Црвениот поет е првата играна серија што се реализира во Македонија и е посветена на еден од најзначајните историски личности Рацин, македонскиот поет и револуционер. Првата епизода ќе биде емитувана во јануари, информираше министерката за култура Канчевска Милевска при средбата со тимот кој работи на оваа серија. Јас се надевам дека со завршувањето на оваа играна серија ќе се поттикнат и други продукциски куќи да се јавуваат на овој конкурс и да создаваат играни серии, кои што играни серии ќе може да се представуваат и на нашите национални, се разбира, телевизии, но играни серии ќе се најдат и во други држави во етерот на тие национални телевизии, се со цел како што ние гледаме овде играни серии да можат и државите во регионот и пошироко да ги следат и нашите македонски играни серии. За наредната година во буџетот на Република Македонија во ставката за филмска индустрија се зголемени средствата со што се овозможува дополнителен стимул за снимање на играни серии, истакна Канчевска Милевска.